Епизода 26, сезона 2, Развојна академија, системски констелации. Во оваа епизода ги добивате сите основни информации кои ви се потребни за да знаете како системските констелации се соодветен метод и како се може да ви помогнат. Зборуваме за историјата, примената, научната поддршка и за тоа како оваа фасцинантна метода ги менува животите. Методот е донесен на Западов и развиен од Берт Хелингер, таткото на системските констелации, кој е германски терапевт и ги обединува хуманистичката психологија, гешталт терапијата, системската динамика и духовната перспектива. Тој открива дека низ генерации се пренесуваат не само гени, туку и емоционални лојалности, болки, исклучувања, непризнаени трауми, трансгенерацијски трауми. Од друга страна пак, според Руперт Шелдрейк, постојат морфогенетски полиња, невидливи, но реални структури на информации кои обликуваат биологијата и однесувањето. Современата епигенетика покажува дека емоционалните искуства на претходни генерации буквално ја обликуваат нашата ДНК експресија. И врз сето ова ние немаме моќ за промени се додека не го освестиме, а тоа го правиме преку системските констелации. Од невронаучен аспект, телото никогаш не лаже. Телото помни, се сеќавате? И телото може да биде алатка за системско паметење. Кога и зошто се користат системските констелации? Системските констелации се користат за повторливи, лични или семејни проблеми, се користат за загуби, тајни, неразјаснети трауми, се користат за заплетканости, проблеми во односите, проблеми во врски, проблеми во бракови и разводи. Се користат и во личните односи, и во односите со самите себе си. Самосаботажа, депресија, несигурност. Болести кои немаат медицинско објаснување или оние кои имаат медицинско објаснување, но на кој не им го знаете потеклото. Можеби трансгенерацијско повторувачки болести. Потоа, лидерски конфликти, менаџерски недоразбирања, блокирани визии и мисии на функционирање, бизнес или организацијски проблеми, статус кво, потреба за промена. Како изгледа една сесија? Сесијата на системски констелации може да биде индивидуална или групна. Во група клиентот го поставува прашањето, а потоа се избираат представници за членовите од системот на кој се однесува прашањето. Представниците влегуваат во контакт со полето, она морфогенетско поле кое го споменавме на почетокот, под водство на фасилитаторката и телесно и емоционално знаат што се случувало, што се случува и што ќе се случува. Во текот на сесијата се доаѓа до ново сознание, нова перспектива, до признание, до допуштање или до враќање на редот на поредокот. Во индивидуалните сесии динамиката е слична со тоа што за представници избираме одредени објекти или фигури. Во Развојна академија, системските констелации од овој месец ги правиме на месечно циклично ниво. Зошто ги правиме на месечно ниво? Зошто системските констелации не се прават еднаш и да е завршена сетата работа. Работата со системот е постепена, слоевита, со многу љубов и време за интеграција. Затоа во Развојна академија организирам месечни системски групни метаконстелации, каде секој може да влезе како клиент или како представник и секој месец да разлиста нов слој од себе си или да реши различна животна тема. Ако сакате да го вратите местото во сопствениот живот, ако сакате да престанете да носите тук товар, ако сакате да живеете во вистина, оваа метода е тука за вас. Ви благодарам што ја слушавте оваа епизода
И за сите пријави и информации и следни настани, посетете ја веб страницата на Развојна академија и се гледаме на следните констелации. Со океанска љубов за највисоко добро.